Градежните компании под лупа ќе се испитува која од нив не ги испочитувала строгите критериуми при градба што беше причина толку кровови да летаат среде Скопје. Но прво треба да се утврди колку објекти се оштетени, колкава е штетата и дали станува збор за неквалитетна градба. Општините ги собираат податоците, а потоа ќе бидат испратени до надлежните институции. Најголем ризик се лимените кровови доградени на постари објекти, споделуваа граѓани на социјалните мрежи. Други алармираат дека има проблеми со новите градби. Кога градот ги финансираше замената на старите наводно канцерогени табли со лимен кров некаде 2017-18 година во Скопје, се ставаше лим, најтенок што можеше на пазарот да се најде за да има пари за мајсторите и кукниот совет, се разбира. Стои во една објава на платформата X. Летнаа крововите на зградите од комунизмот кои се направени со рамни кровови и станарите накнадно си ставиле покрив од лим, се алармира во друг статус. Од невремето се виде квалитетот на градбите во Скопје. Ако мавне некое послабо торнадо, чудесијава ќе изгледа како воена зона, наведува друг граѓанин. Градоначалниците за сега не може да споделат официјални бројки за оштетени објекти, зашто контролите се во тек. Доколку имаме вакви појави, потоа ќе побараме соодветна документација од управителите за да видиме дали таа градба е градена согласно проектна документација и дали таа градба била безбедна или не безбедна. Доколку имаме такви појави, ќе ги информираме надлежните институции. Во овој момент во Газивова немаме пријавено штета на некој од колективните домувања, тука пред се мислам на згради или слично. Имаме кров летнат на основно училиште, кај што веќе преземаме конкретни чекори за негова санација и пријавени се досега 14 штети на индивидуални објекти, тука пред се мислам на куги. И во општина Центар, која беше една од најпогодените во силното невреме, екипите се на терен и се вршат проценки. Уште од првиот момент сме на терен со сите наши служби да им помогнеме на граѓаните. Паралелно со расчистувањето на последиците работевме и на системско решение за финансиска поддршка на најпогодените. Општинските градежни инспектори, инспекторите за домување и други надлежни служби сите ќе работат за откривање на недоследностите при градба, најави претходно градоначалникот Ѓоргиевски.